Агенцијата за храна и ветеринарство почна постапка за уништување на околу 400 свињи на фарма во селото Виничка Кршла. Активноста е преземена по добиени позитивни лабораториски наоди дека свињите се заболени од болеста африканска чума. Потврда за заболувањето на свињите во соседната општина Виница доаѓа само еден ден по информацијата од агенцијата дека успешно е спречено ширењето на болеста во кочанските села Мојанци и Тракање. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информираат дека се работи за една од трите поголеми свињарски фарми во атарот на Виничка Кршла, а надлежните од институцијата се принудени сите грла безбедно да ги уништат и да ги отстранат од одгледувалиштето. Превентивно ќе мора на ист начин да се действува и во радиус од 3 километри околу фармата, што значи дека ќе бидат опфатени и малите одгледувалишта во кои жителите на Виничка Кршла за сопствени потреби чуваат само по неколку свињи. Истовремено продолжува и земањето мостри од другите фарми за навремено да биде спречено ширењето на болеста. Тоа ќе предизвика неповолни економски последици за фармерите, велат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Но ова е единствениот начин да се действува, со оглед што во светот не постои лек или вакцина против болеста африканска чума кај свињите. Еден апел до сите собственици, ако приметат промени некои кај свињите, веднаш да информираат или надлежното ветеринарно друштво или ветеринарна инспекција. Дека за сите и за нив е подобро, затоа што агенцијата исплаќа за одземени живи животни. Они ако чекаат животните ќе му умрат и за тие животни нема да добијат компенсација. Ширењето на африканската чума во источниот регион од државата беше евидентирано откако на почетокот на годината заболувањето се потврди во приватни одгледувалишта на домашни свињи во околината на Македонска Каменица, поради што тогаш беше забранет и ловот на диви свињи. Фармерите се загрижени дека заболувањето може значително да го намали бројот на свињи и ќе им нанесе сериозни загуби. Нивните проценки се дека годишно од извоз на свинско месо и преработки од свинско месо се остварува приход од 100 милиони евра, а околу 10.000 семејства директно или индиректно во целата држава се вклучени во одгледувањето свињи. При тоа над 60% од фармите се индивидуални, со помал број грла, а останатите се на компаниите и на местните комбинати. Отпадна вода, измешана со фекалии, се излева кај спојот на улиците Цветан Димов и Наум Наумовски Борче во непосредна близина на спортското игралиште кај местноста Колевски гробишта. Жителите од овој дел на Кочани реагираат и бараат надлежните во општината и во комуналното предпријатие Водовод да преземат мерки за поправка на канализацијата. Велат, досега немало реакции, а проблемот се зголемил по неодамнешните поројни врнежи од дожд. Фекалиите се разлеваат по асфалтот, прават мало езерце, а потоа се влеваат во блискиот дол, оставајќи зад себе дебели зелени наслаги и силна смрдеа во воздухот. Жителите од блиските куќи реагирале кај надлежните, барале да се поправат оштетувањата на канализацијската шахта. За сега без успех. Самата ситуација што гледате не е добра. Луѓето мизерно живееме тука од некои си непослушни, не знам како да ги кажам, некултура и малку атмосферска вода повеќе дојде, сите шахти се затнат. А и самите луѓе што се порат непотребни работи у самата канализација. Смрде не се под нас. Има луѓе, оваа населба е многу убава населба, али од сето ова што се дешава, полу и повише куќите се празни и народот се иселени и се продават. Тоа се деси пред 2 дена, пред 2 дена, никој не е дојдел. Пред една недела имаше погоре, таму имаше луѓето од Водовод дојдеа, санираа. Али ова веќе 2 дена, мислам дека уште 2-3 дена ќе се стоја. Белки само ќе се одзадне, ако дај Бог. Жителите во околината на Колевски гробишта најмногу се плашат од излевањето на фекалиите и можноста за проширување на некаква зараза. Се надеваат дека медиумско активизирање на состојбата може да ги натера надлежните на посериозна акција. Освен излевањето на фекалиите и отпадната вода, жителите имаат и проблем поради загадувањето на просторот во близина на игралиштето, каде со години стои преполн контејнер за отпад. Иако се преземаат повремени активности за чистење, сепак околината на игралиштето снимена во овој момент е во очајна состојба.
Основното училиште Раде Кратовче за наредниот едногодишен период само ќе набавува електрична енергија од слободниот пазар. Веќе објави јавен повик за набавка, со кој за потребите на централниот училишен објект во Кочани, како и за подрачното училиште во Нивичани, е предвидено да се потрошат над 610.000 денари. Средствата се обезбедуваат од финансискиот план за работа на образовната институција за оваа и за наредната година. Според техничката спецификација во тендерската постапка, планираната потрошувачка на струја за 12 месеци се очекува да биде близу 30 мегавати, од кои 3/4 за училиштето во Кочани, а остатокот за објектот во Нивичани. При тоа, од добавувачот се бара да ја преземе и балансната одговорност за потрошувачката, а таа да биде вметната во договорот што ќе биде подпишан. Според анализата за просечна потрошувачка по месеци, во постапката е наведено дека најголема потреба од електрична енергија во двата училишни објекти има во текот на зимските месеци, додека се одвива наставниот процес. Понудите од заинтересираните добавувачи треба да се доставуваат најдоцна до 26 август преку веб страницата на електронскиот систем за јавни набавки. Општина Кочани ја почна реализацијата на проектот Јавни работи, со кој се ангажираат невработените лица. Работните активности се во рамки на проектот од мерката 6, во кој се вклучени 20 невработени лица, жители на општина Кочани. Тие ќе бидат работно ангажирани по 4 часа дневно во текот на 22 работни дена. Проектот е со цел да се вклучат невработените лица во активности од инфраструктурата и заштита на животната средина на локално ниво. Лицата се распределени на неколку локации во градот и ќе бидат задолжени за комунално и хортикултурно редување, како и за дезинфекција со вар на дрворедите покрај улиците и покрај речното корито. Во почетокот на ангажманот, невработените го уредуваа стариот градски парк, како и тротоарските површини во населбата Драчевик. Од наредните денови се планира тие да се активираат и врз чистување на речното корито на Масалница во Оризари, заедно со вработени од комуналното предпријатие Водовод од Кочани. Проектот Јавни работи финансиски со околу 80% од средствата е подржан од Агенцијата за вработување, додека остатокот е покриен од буџетот на општина Кочани.